Алфа телевизија на удар на новите факт-чекери во Македонија кои важат за големи поддржувачи на актуелната власт. Сме ширеле говор на омраза бидејќи сме направиле прилог со реакции околу тоа колку заработиле членовите на заедничката историска комисија со Бугарија. Известен институт за медиуми и аналитика има, за кој речиси никој досега не слушнал, не обвинува дека сме ширеле говор на омраза, не поради содржината на прилогот, туку бидејќи не сме бришале коментари на социјалните мрежи, поради тоа што граѓани пишувале коментари дека станувало збор за предавници, има бара кривична одговорност за нив. Доказите дека етикетите предавник и предавници предизвикуваат омраза, нетрпеливост и повици за насилство и линч. Се бројните коментари со говор на омраза под објавата со прилогот на Facebook страницата на телевизија Алфа. Има повторно апелира до јавното обвинителство да преземе кривични мерки против лицата кои ги злоупотребуваат медиумите за ширење говор на омраза, вклучувајќи и повици за насилство и линч. Основачи не има се Петрица Рачини и Жарко Трајановски кои важат за едни од најголемите поддржувачи на политиките на актуелната власт. Инаку токму тие двајца беа дел од оној список на тајните хонорарци во владата. Рачини добиваше по 42.000 денари месечно, додека за Трајановски не беше објавено колку заработувал. Она што е интересно дека во мисијата на ова здружение пишува дека била непартиска. Мисијата на Институтот за медиуми и аналитика има како невладино и непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразувањето е унапредување на демократијата и владеењето на правото, унапредувањето на човековите права во јавните комуникации, развој на критичкото мислење и дебатирање во медиумите, промовирање на медиумската писменост и етичко новинарство, намалување на штетите од говорот на омраза, дискриминаторскиот говор и дезинформациите во медиумите, промовирање на културен плурализам во медиумите и општеството и подобрување на професионалните стандарди во медиумскиот мониторинг и анализата на медиумите. Има своите текстови анализи ги објавува во 40 на групи на Facebook во исто време, а она што е интересно е дека профилот кој секаде објавува е на Петрица Рачини, кој пак во минатото беше еден од главните говорници и протагонисти на шарената револуција. Ве повикувам сите, без оглед на вашата припадност, политичка, сексуална, етничка, верска, да се сплотиме, да бидеме заедно тука на 17 мај. Оваа власт години наназад воопшто не ги слуша, ниту ги адресира барањата на граѓаните. Истиот случај со другиот основач на организацијата, Жарко Трајановски. Добро вечер, граѓанки и граѓани на Република Македонија. Зошто сум тука? Дозволете ми најнапред да укажам, тука сум како активист за човекови права која поддржува здружената опозиција за рушење на овој режим. Од Дима за Алфа велат дека здружението е формирано пред 3 месеци во мај годинава, а од јуни работеле на проект за остварување на мисијата и целите на ИМА, кој е финансиран од Европскиот фонд за демократија. Инаку ваквото мешање и етикетирање на медиуми може да се свати како обид за цензура, а според новите предлог законски измени цензурата на новинар ќе се казнува со затворска казна од 6 месеци до 5 години.